Со доаѓањето во 2017 година, во првите 2 месеци, веќе изголемивме директната поддршка и за лозарство, за градинарство и овощарство и за сточарство. Значи сите мерки во мерката 1 и во мерката 2. Знаете дека се зголемија за 20%, додека во сточарството ги зголемивме за 10%. Она што го введовме и што направивме една дистинкција, односно разлика што сакаме да се увиди, а тоа е дека субвенциите имат и социјална и развојна компонента. Првото исто што го направивме, значи во 2018 година го введовме развојна категорија, каде што субвенциите ги зголемивме, остана на 20%, и во тој дел се направија категоризации онаму каде што може најмногу да има потенцијал за развој. Но и сега само да споменам, значи оваа година каде што имаме една нова мерка, оној социјалниот аспект да го јакнеме, а тоа е до 1 хектар, значи земјоделците сами одлучуваат дали ќе влезат доброволно во таа мерка, а тоа е во делот најчесто тоа може да го користат производителите на органски култури, бидејќи за нив е најатрактивно и најмногу по број се застапени, и затоа рековме да сите оние кои имаат до пола хектар добиваат паушално 6.000 денари, оние кои што се до 1 хектар 12.000 денари, каде што не мора да докажуваат дали користат семенско, дали произведуваат, дали имаат одредени стандарди, како што е добра земјоделска хигиенска пракса,